Почитувани членови на Сојузот на стопанските комори, почитувани добитници на признанието за македонски квалитет, драги пријатели. 2020-та, за жал, ќе ја паметиме по пандемијата која ги загрози нашите животи и здравје, ни го промени секојдневието и нанесе огромен удар врз нашата економија. И ние, како и целиот свет, се боревме и се уште се бориме да го заштитиме здравјето на граѓаните, но и да ги ублажиме економските последици од пандемијата. При донесувањето на сите мерки за заштита на населението, секогаш имавме во предвид, се разбира колку што тоа беше возможно, да се минимизираат загубите во економијата и да им се помогне на најзагрозените сектори. Сепак загубите се огромни и ќе треба време за опоравување на нашето стопанство. Вие знаете најдобро, во овие тешки услови, колку напори вложивте за компаниите да обстанат, да ги сочувате вработените, да не кратите од нивните плати, а при тоа да го задржите квалитетот на производите и услугите што ги испорачувате. Затоа признанието за македонски квалитет оваа година има посебна тежина и сите добитници заслужуваат особена почит. Сакам најискрено да им честитам за постигнатото. Верувам дека признанието за квалитет ќе биде мотив повеќе за уште поголеми успеси во иднина. Во овој контекст, посебно за одбележување е што се води сметка признанието да го добијат економски субјекти кои се грижат за своите вработени. Се радувам што и оваа година избраните компании кои се од различни области се стремат кон општествена одговорност, технолошко напредување и воведување на иновации во својата област, а при тоа не забораваат да ја чуваат и промовираат македонската традиција. Би сакал да му честитам и на Сојузот на стопански комори, што и покрај сите тешкотии продолжува со организирање на оваа манифестација, на која доделуваат признанија за македонски квалитет, водејќи се од високи критериуми. Тоа е значаен придонес за македонската економија во овие навистина тешки времиња. Почитувани, иако не би сакал поединечно да ги истакнам добитниците на признанието за македонски квалитет, ќе направам мал исклучок. Меѓу наградените и Горјан Јовановски за апликацијата Мој воздух. Оваа апликација годинава собра многу интернационални награди. Имено, на 2020 World Summit Awards, Јовановски беше прогласен за најдобар млад иноватор до 30 години за оваа година на ниво на Европа. Апликацијата ја подигна грижата и вниманието на институциите и граѓаните за проблематиката на загадувањето на воздухот и негативните последици од загадениот воздух по здравјето. Таа апликација ги надмина нашите граници и на неа може да се најдат информации за загадување на воздухот во 30 земји. Честитки за Горјан, што ја промовира нашата земја со својата креативност и квалитетен производ. Дозволете ми на крајот, во пресрет на новата 2021, да ви посакам здравје, среќа и успех. Се надевам дека во новата година пандемијата конечно ќе биде ставена под контрола и ќе можеме во нормални услови да работиме и создаваме. Сето тоа ќе значи повисок економски раст, подобар животен стандард и посреќни граѓани. Уште еднаш ви честитам на признанието и ви посакувам многу успех во натамошната работа. некој кој што е представувам година, која што очигледно е дека ќе биде навистина повторно тешка година, затоа што... Благодариме.